Беше тоа на 5 октомври 333 година пред нашата ера, кога Александар Македонски со 7000 војници ги победил персиците со 20.000 борци во битката кај Ист Персија. Персискиот цар Дарий III по поразот го напуштил војното поле, а Александар ја совладал последната препрека на походот кон Индија. Беше тоа на 5 октомври 1903 година, кога опколен од турскиот таскер по 11 часовна борба во село Брезово, се самоубива македонскиот револуционер Димитар Матлиев. Роден е 1875 година во Охрид, се школувал во родниот град, а потоа во Софија, каде завршил гимназија. По школувањето бил учител во село Зашле, Битолско. Во април 1902 година се вклучил во четата на Јордан Пиперката. Заедно со војводата Јордан Пиперката бил представник на Демирхисарската револуционерна околија на Смилевскиот конгрес. За време на Илинденското востание учествувал како началник на голем четнички одред, водејќи повеќе борби со турскиот таскер и Баши Бозук. По востанието предводел чета во Битолско. На 5 октомври 1908 година во Кавадарци е роден Александар Линин, македонски етномузиколог, прв доктор по музички науки во Македонија, автор е на повеќе книги, меѓу кои Народни музички инструменти во Македонија, Македонски инструментални орски мелодии, Македонска народна поетска уметност и други. Умре во Скопје на 13 август 1998 година. Беше тоа на 5 октомври 1910 година, кога во село Бујковци, турската потера од собраните селани барала да ги кажат извршителите на атентатот на железничката линија. Жестоко биле тепани Ѓуро Стојанов и син му Васил, Тодор Ране, Коле Јованов и брат му Спасо, Дими Митрев Мухтар, Велко Стојчев, Наум Петков, Трајко Колев и Атанас Јованов. Потоа војниците ги собрале со себе Ѓуро Стојанов, Коле Јованов, брат му Спасо, Диме Митрев, Велко Стојчев и Тодор Ванев и откако ги натовариле на коњи, бидејќи не можеле да стојат на нозе, ги однеле во градот и ги затвориле. На 5 октомври 1927 година во Штип е ликвидиран српскиот генерал Михајло Ковачевиќ, кој бил дел од Сдруженијето за борба против четите и членовите на ВМРО и организацијата. Во него од пиштол стрелала тројката атентатори Благој Кралев, Илија Лининков и Ипократ Развигоров. Беше тоа на 5 октомври 1993 година, кога Република Македонија и Република Грција првпат во историјата воспоставија директна телекомуникацијска врска. Беше тоа на 5 октомври 1995 година во Собранието на Република Македонија со 110 гласови за и само еден воздржан од присутни 111 пратеници едногласно го усвои законот за знамето на Република Македонија. Со ова се замени тогашното 16 крако знаме со ново кое има сонце со 8 жолто-златни радијални зраци што се шират на сите страни и 8 црвени зраци кои се поле на знамето. Идејниот цртеж врз кој е направена компјутерската апликација е на Спасе Шуплиновски. Беше тоа на 5 октомври 2007 година, кога на градскиот стадион во Скопје, пред повеќе од 25.000 посетители, македонската музичка суперзвезда Тоше Проески го одржа својот последен концерт. Концертот е од хуманитарен карактер и е наменет за обнова на основните училишта во земјата. 5 октомври е Светски ден на учителите.